Почитувана македонска јавност, денес зборуваме за избор на уставен судија за професор доктор Ана Павловска Данева. Морам да споменам дека своевремено, порано, уставен важел за бастион на правото, каде што за влез била потребна импозантна кариера и каде што каков и да бил законот, избраните судии малку биле оспорувани. Тоа биле судии од рангот на Тодор Џунов, Милан Нетков и уште многу други кои имале впечатливи кариери и силни образложенија на правните мислења. Како што минуваа годините, правничкиот багаж стана реткост при изборот на уставните судии и Хелсиншкиот комитет достави иницијатива до Министерството за правда за донесување закон за постапката и условите за избор на уставните судии. Посочија дека Уставниот суд не само што е заштитник на уставниот поредок, туку е двигател на реформата, на правната култура и водич на редовното судство во толкувањето на уставните вредности. Но денес и покрај тоа владеачкото мнозинство брза во предизборен период и веќе избрана техничка влада да го комплетира Уставниот суд со професорката Ана Павловска Данева, морам да кажам, откако го пушти низ вода државниот јавен обвинител Љубомир Јовевски. Професор Ана Павловска Данева, бивш подпредседател на СДСМ, пратеник од редовите на СДСМ, учесник во шарената револуција, што би се рекло директно од редовите на Социјалдемократскиот сојуз. Да, таа ги исполнува критериумите за истакнет правник, е универзитетски професор, предава на Академијата за судии и јавни обвинители, има објавено книги, позната меѓу правната фела. Како учесник во шарената револуција, сигурно, заедно со другите учесници на шарената револуција, таа била поборник за департизација на институциите. Но сега токму власта, со професор Ана Павловска Данева, а и со другите кандидати пред неа, избрани за уставни судии, го прави токму тоа – партизирање на Уставниот суд. И од тука Уставниот суд нема да ја исполни својата задача, затоа што е партизиран. Многу од учесниците на шарената револуција, меѓу нив познати професори од правниот факултет, јасно посочија дека биле излажани. И јавно ја критикуваа власта во изминатиот период, додека професорката Павлова Данева остана нема и лојална на Социјалдемократскиот сојуз, партијата од која доаѓа. Ова оправдано ни дава сомнеш за тоа дали професорката Ана Данева Павлова како уставен судија ќе работи согласно уставот и законите или ќе биде послушник на власта. Да се биде уставен судија е чест за секој истакнат правник, бидејќи Уставниот суд е највисок орган во државата кој треба да се грижи за согласноста на законите со уставот, за одговорноста на председателот на државата да ги штити правата на граѓаните. Се поставува прашањето како тоа ќе го прави Тања Васич Бозаџиева, која пред година дена е избрана за уставен судија, а нема поминато ниту еден ден во судница, позната како советникот на Филипче, стручен соработник, советник во повеќе министерства, незаменлива, обременета со многу афери. И за прв пат се случува да се избира ученикот Тања Васич Бозаџиева, која што магистрираше само 4-5 месеци пред да биде избрана за уставен судија, а да не биде избран менторот, а тоа е професор доктор Родна Живковска, позната како најдобар предавач на Академијата за судии и јавни обвинители со највисока оценка, учествувала во изготвувањето на многу закони, со многу објави, ценета од својата професорска фела и своите колеги. Во изминатиот период избран за уставен судија беше и Фатмир Скендер, кој што, беше судија, секретар на Центар Жупа, тоа се неговите достигнувања.
За владеачкото мнозинство не беа подобни за уставни судии нити професор Саво Кливмовски, нити професор Тодор Витларов, на чии цивија биографии може да им се позавиди. Бидејќи со своето учество во изработка на многу закони, објави, учество на многу конференции, симпозиуми, со компетенции кои треба навистина да ги поседува кандидат за да го заслужи местото уставен судија. Меѓутоа, власта предпочита Уставниот суд да го полни со кандидати за уставни судии од сопствените редови. Со оваа власт, секој правник може да биде уставен судија, затоа што не се почитува вредноста на личноста, компетенциите, интегритетот и минатите правнички достигнувања на кандидатот, по кој ќе биде ценет од своите колеги и правната фела. Оваа власт успеа да го урниса правниот поредок во државата и јасен е критериумот за уставен судија, те партиски поданоци, луѓе од власта. Толку е низок критериумот за уставен судија, врвот во судството, што секој правник може да биде уставен судија. Власта ништо не прави да се подобри судството, туку го полни само со судии од рангот на Кацарска, која од типот на Кацарска, која на престижните факултети во Колумбија се изучува за тоа како пример како не треба да се води една постапка, и на Универзитетот во Колумбија на својот официјален сајт тие го имаат објавено случајот на судијката Добрила Кацарска, како противуставно ги казнила адвокатите за случајот од 27. април со парични казни осо-илјадници евра и ги отстранила од судењето. Терористи без оружје е категорија на судијката Добрила Кацарска и тоа се најверојатно единствената судијка во светот која има осудено терористи со голи раце и тоа со драконски највисоки казни. Порачката ја испорачала Кацарска и како награда за тоа стана уставен судија. Дали не е срам за една држава да се има уставен судија од рангот на Добрила Кацарска? И сега, во последен момент, во предизборие од неполни 100 дена, пред да биде изгласена техничката на влада, се брза да се протне Ана Павловска Данева и да се пополни последното столче. Тоа го прави власта и со другите судии, јавни обвинители, затоа што 8 мај доаѓа, одговорност ќе има, а ќе одговараат сите што се огрешиле пред законот. Номинацијата на професор Ана Павловска Данева доаѓа по неуспешниот обид да се постави за уставен судија Љубомир Јовевски, кој цел работен век молчеше, не постапуваше и заради тоа требаше да биде награден како уставен судија. Номинацијата на професорката доаѓа по изгласување на уставен судија, како што реков, и на Тања Васич и на Фатмир Скендер. Номинацијата на професорката Ана Павловска Данева за уставен судија не е одавање признание за нејзиното лично и професионално достигнување, туку напротив, со номинацијата власта ја изедначува и ја става на исто ниво со Тања Васич Бозаджиева, со Фатмир Скендер и со Кацарска. Власта си бира уставни судии, кои што ќе ги извршува нејзините барања и кога утре таа ќе биде опозиција и затоа е ова брзање да се пополни последното место во уставен судија. Власта го прави ова и покрај извештајот на Европската комисија во кој најголемите критики се токму за владењето на правото и покрај тоа што Transparency International вели дека собранието го подкопува судството, владеачкото мнозинство си бира судии и јавни обвинители по своја мерка. Сведоци сме за критиките за судскиот совет упатени од холандскиот амбасадор Хоп, кој што ги сопре средствата за проектот на судскиот совет, го прогласи за нелегитимно тело. Американската амбасадорка беше изненадена од изборот на новиот шеф на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал. Со оваа власт го допревме дневот. Ова ли се европските вредности
и за каква европска ориентираност борува власта? Благодарам. Има зборили панова.